Вечерва во студиото е лидерот на Демократската унија за интеграција, господинот Али Ахмети. Добро вечер и добре дојдовте во Топ тема. Добар вечер. Како се чувствувате? Оваа кампања е покуса од останатите. Значи ли дека сте помалку уморен или пошто може да издвоите дека е специфична оваа предизборна кампања? Ова изборна кампања е една од назначаните изборни кампањи која што се одвива во нашата држава. Таа следува после една многу длабока криза која што беше во Република Македонија. Значи по еден хаотичен политички живот во нашата држава. Сите страни инвестира, политичките партии, невладините организации, со цел нашата земја да не ескалира ситуацијата во нашата држава, да се движиме во некои нормални насоки и неопходно и без друго за оваа ситуација беше потребно да побараме и меѓународно посредување и леснување со цел да стигнеме до еден договор, државата се постави во една нормална линија. Постигнатиот договор е постигнат согласно со сите страни. Сите страни опфатени се согласија и за денот на изборите. Сите страни прифатија и се согласија дека се созрени условите за слободни избори. И при тоа треба да се земе во предвид и треба да се оцени целиот ангажман и придонес кој што го дадоа политичките партии, невладиниот сектор, меѓународната заедница и досега јас може да оценам дека работите течеа добро, без некои пресии и тензични ситуации и при тоа битно е нашата земја да го подобри имиџот кој што беше обезвреднет наспроти меѓународната заедница. Политичките партии да продолжат ладнокрвно и умно да придонесат и понатаму се до одржувањето на изборите, со цел изборите да бидат слободни, да бидат демократски, без некои притисоци, без насилство, без заплашување. Значи тоа е битно за нашата држава, за граѓаните, за имиџот на државата и за сите политички партии. Треба на прв план да ги постават интересите на државата, а не интересите на потесната политичка група на кој што тие им припаѓаат. Токму кога сме кај имиџот на државата и интересите на државата, постојано повторувате дека приоритети ни се Европската унија и НАТО. Дури кога се работи за решавањето на прашањето на името, велите дека ќе бидете колку што може конструктивен за да се реши ова прашање. Меѓутоа овој процес е блокиран. До сега имаше разни изговори и уште колку време има ДУИ за да чека? Ако ви е толку битно Македонија да влезе во ЕУ и во НАТО, ако е толку битно да се реши прашањето на името, зошто како партија имате трпение, седевте во една влада која тоа никако не можеше да го испорача и реши? Темите за кои што вие сега ги покренувате во вашата емисија, во телевизијата Телма,
се поврзани со најголемиот и најсвет интерес на државата. И сигурно овие теми остануваат како приоритетни не само за ДУИ, туку и за сите политички сили застапени во државата. Кога сме кај доснењата и залонокрвноста, која што ја има и негова ДУИ, ние секогаш бевме свесни и одговорни дека по завршувањето на парламентарните избори од 2014 година нашата земја навлезе во една криза и таа криза започна со напуштувањето на опозицијата поради нивните причини, кои што ними се познати, потоа заминувањето од законодавниот дом на Република Македонија, потоа подосна следеа и со мега скандалот во државата и се повеќе државата се движеше кон една подлабока криза во континуитет и не се движеше во намалувањето на кризата. Несомнено, значи навлегувајќи подлабоко во оваа криза, криза која што беше многу тензична, при тие настани не може да се зашнат овие битни теми за дискусија. И сите ние добро знаеме дека за да се постигне целосен успех за зачленување во НАТО алијансата, тоа е поврзано со преговорите со грчката страна. Да развиваш преговори во една таква тензична ситуација и поларизирана пред се и политизирана, на секоја нормала, несомнено, нека ниту немаше простор, ниту воопшто немаше храброст од страна на представниците кои што ја добија легитимноста за да ја раководат со државата. Прашањето, поврзано со преговорите, бара посветеност и бара страните да се најдат во една ситуација каде што може да донесат значајни и битни одлуки. Несомнено од грчката страна тие бара ние да ги имаме стабилни институции и тие да имаат соодветен партнер со кој ќе разговараат и со кој ќе преговараат. Јас разговарав и со министерот за надворешни работи на Република Грција, навистина пораѓаите беа такви. Ние, значи, тие изразија подготвено за преговарање и се заинтересирани да овие теми да се затворат. Ние бараме, значи, подобар, постабилен регион. Сигурно и Грција има одговорност како членка на НАТО и на ЕУ, како една земја која што има многу понапредна демократија за разлика од нас, неколку земји од Западниот Балкан. Значи во оваа насока имаше колебања од страна на грчката страна. Јас сметам дека и беа во право, затоа што ние веќе развивавме преговори како да се разбереме меѓусебно, а не па да започнуваме со преговорите да се реши еден толку емоционален проблем со толку тензии. Меѓутоа, господина Ахмети, вие не сте само последните 2 години во власт кога настапи таа политичка криза. Вие сте, ако сметаме, вкупно 12 години на власт. И кога немаше криза. Значи, ако 2014 настапила криза, зошто претходно не сте биле поконструктивни со вашиот партнер ова да го решите? Доколку не ве разбра погрешно, јас не сум 20 години во владата на Република година. 12 години точно е. Значи, оваа тема е покрената со еден целосен интензитет за да се изнеде решение или пак да се побара компромис по тоа прашање. Во последните 5-6 години
и дека оваа тема која што се провлекува веќе 20 години, значи од независноста на Република Македонија, и јас не сум од тие луѓе кои што сметат и мислат и настапуваат со еуфорија дека со првите чекори може да се заклучи една толку емоционална тема, каде што навистина по многу насоки е изгубена и рационалноста. Работите не се одвиваа толку лошо, имаше комуникации во меѓумрве, имаше и преговори, но сепак јас ќе наспоменам уште еднаш, значи да имаше еден мирен мандат, значи не проследен со тензии и политизации, тоа ќе беше еден мандат каде што работите ќе се одвива по правилен пат кон изнаоѓање на решението за ова толку значено прашање за нашата држава и за сите граѓани во Република Македонија. Кога сме кај мандатот, вие имавте, можам да кажам, мирен мандат, можеби во остварувањето на она што се клучни работи за албанците. И на овие избори велите дека најбитна ви е рамноправноста на албанците во Македонија. Па таа повлекува неколку прашања. Меѓутоа, повторно, ако се вратиме на тие 12 години на власт, сакате да кажете дека дали не се доволни да ја оправдате целта на вашето постоење и како УЧК и како партија? Затоа што и на претходните избори рамноправноста јазикот, и на овие избори во предизборна кампања, а вие толку долго сте во власт, да како да не сте се оправдале дека сте во власт, а тоа не сте го постигнале? Што не вртејат шуме мале. Значи, голема вистина е која што се е очигледна како и сејот на светлоста во мугрите во Република Македонија се напреднати работите. Република Македонија, значи нашата држава веќе не е држава како што беше пред 17 години, пред 20 години. Работите се унапреднати, албанците напредна. Значи тоа не значи дека работите, сите работи се завршени во тој процес. Да се заокружи еден договор, мировен договор, рамковниот договор. Навистина беше потребно еден голем ангажман од сите политички сили во државата, но со посебно, значи со посебна морална и национална одговорност ја имаше ДУИ како политичка сила, одговорна политичка сила, одговорна да ја реализира рамковниот договор, и работите навистина се движеа во правилна насока, но сепак постојат уште работи кои што треба да се довршат. Има работи кои што треба да се движат во правилна насока со цел да се заокружи договорот целосно. Зошто ние бараме еднаквост? Сигурно еднакви не бевме, и тоа е повеќе од вистина. Може да постојат гласови кои што тврдат дека не ви фалило на вас албанците ништо во вашата држава. И јас ќе му се спротиставам со аргументи, со издржливи факти. Значи, од сферата на образованието па се до националните символи, албанците беа исфрлени да ги употребат како своји символи и како своје образование на свој мајчин јазик. Тоа го постигнавте, меѓутоа прашањето за јазикот не е затворено. Сега ќе ви дадам соодветно објаснување за јазикот. Прашањето за јазикот беше едно прашање кое што беше емоционално. Имавме големи разлики и тоа прашање беше покренато дури од 2005 година со посредство на меѓународната заедница, значи од страните потписници на рамковниот договор. Во тие преговори
Во тие разговори имаше представници од НАТО алијансата, имаше представници од Брисел и од Вашингтон. И ние како ДУИ, со најдобрите представени од најдобрите експерти кои што беа од Швајцарија, значи изготвивме нацрт закон за употреба на албанскиот јазик кој што потекнува и се базира врз рамковниот договор и во Уставот на Република Македонија. Но сепак разликите помеѓу страните беше во тоа време беше СДСМ, бевме во партнерство со нив и потоа и покасно и подосна со ВМРО ДПМН, значи продолживме и понатаму со преговорите, повторно тие разлики кои што беа во тоа време повторно се пројавува и понатаму, но сепак ние чекоревме напред, значи ги придвиживме работите од појдовните позиции. И со СДСМ, но исто така продолживме и со ВМРО ДПМН, независно големите разлики, независно од конфронтациите кои што беа во тоа време со ВМРО ДПМН. Значи ние ги објавивме јавноста да види една вистинска драма како се одвиваат судирите помеѓу ВМРО. Тоа не го прави ниту со СДСМ, ниту пак со ВМРО ДПМН, затоа што јас бев заинтересиран да се надмине проблемот и да не направиме некои драматизации на работите или пак некој спектакл пред очите на јавноста. Меѓутоа, што за вас значи двојазичноста? Доколку добиете следен мандат, што ќе значи употребата на тој закон и на двојазичноста? Јас мислам дека не треба многу да се екзагерира прашањето за албанскиот јазик, ниту треба да му се придава на ова прашање некој доминирачки карактер, ниту пак некој карактер, заплашувачки карактер за нашите сограѓани македонци, затоа што јазикот е средство за комуникација. Не, за албанците прашувам, кое право тие ќе го имаат? Што за нив вие? Значи јазикот, албанскиот јазик треба да се заокружи тоа прашање, така како што се дефинира со рамковниот договор и со Уставот на Република Македонија. Јас говорев за тоа колку е напреднато ова прашање, значи по сите тие преговори кои што се одвива, јас навистина видов дека е издржливо дека треба да се преговара и страните да бидат убедени и природно да стигнеме до заокружување на ова прашање. Значи има постигнато до тој момент каде што се е согледлив, значи секој избраник во законодавниот дом може да говори во својот мајчин јазик. Значи министрите албанци говорат во нивниот мајчин јазик и ги представуваат своите програми. Дали двојазичноста ќе значи на цела територија на Македонија, да бидеме по-конкретни? Јас сега не говорам ниту за просторите, јас говорам да се почитуваат договорите, да се почитува рамковниот договор, да се почитува Уставот на Република Македонија, да не се политизира ова прашање и да не ги ставиме под една судрна позиција овие заедници. Значи сите природно да го прифатат овој проблем, затоа што секој втори граѓанин во Република Македонија говори на албански јазик и луѓето веќе треба да ги надминат овие предрасуди од минатото. Не ова ве прашувам од македонските, извинете. Албанците и македонците живееа во мир и во добро соседство. Јас доаѓам од една средина, јас имам во близина и македонски населби, значи нашите предци комуницирале, се помагале меѓусебно. И во тешки времења, поради тие причини, значи во согласно со таа добра традиција треба да се унапреди, да се сочуваат овие вредности и негуваат понатаму, затоа што тоа е за добробита на нашата држава, за добробита и за едината на нашите генерации кои што доаѓаат по нас. Значи тие конфликти, тие судири кои што се случија да ни послужат како подсетувања кои што не треба се повторат и сите треба да учиме од минатото, од лошото минато и тоа минато да не се повтори, да извлечеме поуки и да видиме како да ги унапредиме работите во правилна насока. Ова ве прашав пред да ги најавам рекламите, ако може барем еден одговор, затоа што македонските партии политички сега пред изборите, ако нешто најмногу се лицитира е со прашањето и обвинувањето
на тоа дали Македонија ќе стане двојазична или нема да стане двојазична. Значи, она што вие сега конкретно не сакате да ми го одговорите, што точно ќе бара дуи доколку има шанси да биде и во наредните 4 години на власт, веќе го лицитираат и го кажуваат македонските партии. Обвинувајќи се меѓу себе дека условно речено ќе им попуштат на албанските партии за да биде двојазичноста на целата територија. Што значи дека и во Берово, во Прилеп и во други градови би се зборувало двојазично. Дали тоа ќе го барат? Јас сметам дека политичките партии од македонскиот блок не треба да развијат некоја политичка кампања, натпреварувајќи се за тоа кој е поголем патриот, дали се попатриот од ВМРО или пак тие од СДСМ. И кој од нив ќе направи поголеми попусти наспроти нивните сограѓани албанци. Јас сметам дека доколку влеземе во некои принципиелни прашања, тие треба да го интерпретират и да ги коментират, да коментират уставот на нашата држава. Тие треба да дават соодветно толкување на рамковниот договор. Рамковниот договор е многу јасен по ова прашање. Јазикот кој што говорат над 20% од граѓаните и тие граѓани се албанците во оваа земја кои што се над 20%. На 25%, приближно 26%, тоа е официјално од пописот од 2002 година. Значи во уставот и во рамковниот договор стои јасно дека јазикот кој зборуваат на 20% од граѓаните исто така е службен јазик и исто како што е како стои со нивното соодветно писмо. Мислите дека практично тоа може да се изведе? Например, во Берово, ако направите вие лично собраќајка и треба да почекате преведуваш за да ви преведе за да се направи записник. Сметам дека секој комент во оваа насока и секоја поларизација во оваа насока само ќе тенсионира ситуацијата и ќе потикне емоции каде што ќе се изгуби рационалноста на прв ред кај граѓаните. И ние граѓаните не треба да ги бомбардираме, не треба да ги тероризираме со нашите јазици со кои што говориме. Јазикот представува култура, нашите јазици се јазици кои што ги употребуваат нашите луѓе. Јас видов многу македонци кои што ги посетуваат, значи и го учат албанскиот јазик и кои што го говорат албанскиот јазик затоа што јазикот и персонална придобивка, исто така и институционална придобивка. Колку многу јазици да знаете, толку сте попаметни и побогати станувате. Сега да не се постави јазикот како средство на конфронтации и како средство на подоби. Јазикот треба да биде како средство на приближување, како средство за комуникација за сите граѓани во Република Македонија. Благодарам господин Ахмети за овој дел од интервјуто. Одиме со реклами, се враќаме во студиото со прашањата околу можностите за коалицирање и евентуалните очекувања на ДУИ. Господин Ахмети, вие го инсталиравте принципот да коалицира секогаш победникот од македонскиот политички блок со победникот од албанскиот политички блок. Што доколку победникот кај македонскиот блок не сака да чуе за вашите барања? За овие претходно што ги зборувавме, а тоа се и НАТО, Европска унија, особено овие барања за двојазичноста, како што велите вие, според принципот на Охридскиот договор и уставот. Ќе попуштите, ќе се откажете од вашите барања само за да влезете во таа коалиција, или пак нема да дојде воопшто во предвид формирање на една влада во која што нема да се задоволат барањата на албанците? За да бидам многу транспарентен за вас и за целата јавност, битно, значи за ДУИ е најбитно, изборите да се заокружат и завршат во еден добар процес, и по 11 декември ние ќе дискутираме, ќе преговараме за платформата, доктрината која што ја има ДУИ, и таа доктрина и таа политичка платформа ние треба и да ја заштитиме и браниме, затоа што тоа е во интерес на една етничка заедница. Меѓутоа до сега не ја заштитувавте со оглед на тоа што вие
како лева партија, долго време коалицирате со десна партија. Значи, принципите на идеологијата на ДУИ, дали се уништени или заборавени? Значи, во Република Македонија, но и во некои други земји од регионот, се уште работите не се профилизирани до крај уште повеќе, кога станува збор, значи, за нашата држава. Политичката организација е врз етнички основи. Албанците се организирани по политички партии, албански партии, македонците се организирани по македонски политички партии. Се уште, значи, не се созреани стандардите, не се создадени стандардите и просторот во нашата земја да се организираат партии врз идејни принципи. Тоа треба да се случи. И сигурно дека тоа треба да се случи во иднина. Меѓутоа, за идеологија зборувавте во 2001 кога дојдовте на власт, зборувавте за права на албанците и за токму од идеолошки причини, мислам дека и успеавте да влезете во власта и потсетувајќи што све направивте како учека. ДУИ е политичка партија, тематска политичка партија, која што е фокусирана да се реализира и реализира тие бар, значи тие неправди кои што им се направени на албанците во минатото. Јас и во почетокот напоменав дека работите течеа правилно и добро, значи има уште многу работи кои што треба да се реализираат, кои што и вие ги напоменавте дека останале без да се реализираат, значи јазичната еднаквост во државата остана, исто така и други прашања околу застапувањето, првичната застапеност на албанците. Во многу институции во државата, но сепак не само што се надевам, јас сум длабоко убеден дека секој ден политичките партии на прв ред треба се поздрават наши граѓаните многу напредна за разлика од нас политичките партии кои што земаме одговорност да раководиме со граѓаните и државата. Граѓаните сакат повеќе мир, посакуваат повеќе стабилност, повеќе безбедност, по развој на економија и интеграции. Не само внатре во државата, туку интеграции во регионот, интеграции кон ЕУ. И јас гледам дека поголемиот број од бизнисмените македонци и албанци соработуваат многу добро меѓусебно. Јас исто така можам да видам и ги контактирам граѓаните кои што не се албанци, на нив воопшто не им пречи унапредувањето на правата на албанците, албанската култура, националните херои, природбениците албанци. Меѓутоа морам повторно да ве вратам на тоа дека каде се изгуби идеологијата. Во смисла на тоа што пак ќе се вратам на целава оваа изборна кампања, да кажеме ВМРО-ДПМН го обвини СДСМ дека во својата политичка програма подметнува прашања кои се битни за албанците, како што дури ги обвини за федерализација или двојазичност. Од друга страна, доколку утре ако го важите овој принцип на инсталирање на победникот да коалицира со победничката партија од албанскиот блок, ви се направи ситуација да мора да коалицирате еве со ВМРО-ДПМН, како вие воопшто би коалицирале со некоја партија која што еве с последниве 20 дена постојано слушаме дека одбива и дека една цела кампања своја темели на тоа дека нема да дозволи такво нешто. Значи бевте толку години во власт, уште толку ли ќе поминате во власт само за да имате бизнис партнерство, како што многу пати го нарекуваат вашето коалицирање? Сигурно дека имаат постојат и такви гласини и гласови кои што ова партнерство го нарекоа и како бизнис партнерство со цел да се реализираат некои дневно политички цели од страна на политичките партии кои што целат да земат власта во своите раце и навистина ги употребуваат сите средства
не опфаќајќи и тука и насилните средства и баналните навреди кои што може да се упатат. Но и такви ставови издржливо да ги изјаснат и да претендират кон такви ставови. Дуи е одговорен субјект и ќе ја заврши својата задача и својата мисија наспроти етничката заедница која што застапува и да имаше злоупотреби на функциите, во тој случај треба да престанат да не бидат функционални државните органи, започнувајќи значи од обвинителите па се до истражната полиција. Да постоја злоупотреби, такви злоупотреби, јас не би одржал некаков фестивал или концерт. Навистина јас би се радувал доколку некој од ДУИ ќе беше фатен од страна на државните институции, од обвинителството, од истражителите, како ја злоупотребува својата функција и довербата која што му е дадена најпрвин од партијата која што тој ја представува. Така што прашањето тука почива во тоа луѓето треба значи да ценат за тоа што сторила оваа коалиција. Коалициите во нашата земја не се коалиции кои што се градат врз основа на партнерство или близина, идејна близина, традиционалната близина, затоа што имаме многу други партии во разни земји кои што имаат идејна блискост и соработка. Нашето партнерство, одговорностите кои што ги земаме, извираат како резултат на волјата на мнозинството на двете заедници. Мнозинството од македонскиот блок и мнозинството од албанскиот блок, независно од тоа што и почетокот, како што да спомнавме, беше еден каотичен и проблематичен мандат, но сепак треба да се нагласи од сите и треба да се прифати од сите фактот дека во Западна Македонија воопшто немаше инвестиции, капитални инвестиции. За Западна Македонија, значи целосно бевме ангажирани на прв ред да се отргне од жолтите карти каде што беше зона на опасности. Ќе разговараме за економијата, за да не звучите вака како на митинг сега. Кога станува збор повторно за принципот на управување со државата по оние правила што вие ги заговарате. Од друга страна, овие избори покажаа еден нов момент. СДСМ типува на албански гласови и се надева на тие албански гласови. Затоа и таква политичка кампања води. Ке има ли воопшто резон непишаното ваше правило победникот со победникот, која всушност значи и федерално управување, кога гледаме дека веќе работите во Македонија се развиваат на поинаков начин? Ако порано бевме светоци дека македонците гласаа за албанец за председател и тој доби многу гласови, сега имаме една ситуација каде што се типува од македонска партија условно речено на албански гласови и исто така и тие имаат членови помеѓу своите кандидати албанци. Тогаш нема резон она што до сега го дискутиравме. Дека нема простор според вас се уште за вакво нешто. Кога сме кај прашањето поврзано со федерализацијата, јас сметам дека овие прашања се повеќе прашања кои што се експлоатираат во кампањата, прашања кои што се поврзани со граѓански иницијативи кои што воопшто немаат визија и немаат собствена програма, ниту пак имаат некоја надеж дека овие визии може да се реализираат и да тие да стигнат во политичка сцена и да ја добијат легитимноста од страна на мнозинството на граѓаните во Република Македонија. Прашањето за функционирањето на државата е санкционирано, значи определено во рамковниот договор и рамковниот договор е задолжителен за сите политички партии во државата, значи тие треба да ја почитуваат дословно.
и Република Македонија нема подобро решение кое што генерира стабилност и мир, па и имидж, од што самиот рамковен договор кој што е гарантиран од НАТО алијансата, од ЕУ и од САД. Зошто тогаш сте убедени дека мора националните партии на национално основа да победуваат кога јас велам почнаа да се движат работите? Сега ќе говориме и по таа тема. Кога сме кај организацијата на албанците, или пак интересот кој што го нагласува СДСМ за албанските гласови, тоа е едно прашање. Значи, сите напредни сили може да размислуваат, може да целат и да има такви стремежи, но сепак ми се чини дека СДСМ малку избрза во оваа насока, ангажирајќи ги албанците во своите изборни листи. Значи е едно предвремено прашање и секој предвремен почеток, било да и со добра намера, може да има последици за да ги наштети, да му наштети на процесот кој што се очекува да се реализира во иднина. Јас сметам дека во оваа држава треба да поминат уште една декада да се подготват нашите општества и етникуми, значи природно таа организација да се случи. Мене посе ми се чини, ние, ако требаше 5 години да чекаме, сега веќе да чекаме 15 години да се случи истиот процес. Значи имаше избрзани чекори, јас вас ве убедувам и можам да ви понудам издржливи аргументи, значи во врска со овој феномен, во врска со претседателските избори кои што беа одржани. Јас имав средби и разговарав и со господинот Никола Груевски и со господинот Зоран Заев и јас ги представив моите ставови, за кои што јас сметав дека се корисни и издржливи ставови, да постигнеме еден договор за консенсуален председател. Јас разговарав и со едната страна и со другата страна. Јас изразив подготвено за една таква тема и со ВМРО ДПМН, доколку постигнеме еден договор за консенсуален председател. Јас изразив подготвеност да влезам во партнерство и во блиска соработка и со СДСМ, доколку постигнеме договор за да имаме една личност кој што би бил прифатлив за сите етнички заедници, но за жал ниту едната страна, ниту ВМРО, ниту СДСМ не изразија подготвеност да излеземе со една личност. Кога велите избрзани, јас се сеќавам на, сега не знам дали беа минатите или предминатите избори, вие бевте тој што промовиравте македонски кандидати во Кочани, дека дуи отвара штаб во Кочани, имавте на листите луѓе со македонски имиња, како тогаш ја напуштивте ли таа идеја? Вие бевте прв што тоа се обидовте го правите. Тоа беше една организација, јас имав неколку активисти во склоп на ДУИ. Мене воопшто не ми пречеа тие луѓе да се натпреваруваат во склоп на ДУИ, но јас не добив ништо од тоа што се случи во тоа време. Значи, говорам од искуството и вие сега самите споменавте дека јас не добив ништо од тоа. Значи, тоа беа избрзани чекори и мерки и со цел тие чекори, значи, можат да ги задоснат и прогресивните чекори кои што можат да се случат во иднина. Цело време јас имав впечаток како да му го штитите грбот на ВМРО ДПМН. Особено на оваа маса имаше многу дебати во кои што за жал не учествува луѓето од ВМРО ДПМН, но дојдоа вашите членови на партија и секоја дебата се завршуваше со тоа како да ги оправдувавте заедничките чекори или чекорите на другата партија. Таков впечаток се доби и кога се гласаше за продолжувањето на мандатот на специјалното јавно обвинителство или пак дали ќе се употребуваат заштитени сведоци. Според овој извештај што го извади од тогашното гласење, немаше дуи се подели. 4 од 8 присутни беа за првиот закон, сите за вториот, пола беа во ходникот, пола не беа. И многу пати се случуваше да дуи едно зборува денеска, а утре друго гласа. Зошто имавте потреба тоа да го правите?
верувам дека не одело за вашите гласачи во прилог тоа, туку одело во прилог за гласачите на ВМРО. Демократската унија за интеграција, значи не е адвокат ниту на ВМРО, ниту пак адвокат на ССМ. Јас на почетокот спомнав дека дуи имаше разлики изминатите 4 години, значи во мандатот кој имаше со ССМ за одредени прашања. Но исто така и подлабоки судири и разлики имаше за време на изминатиот 8-годишен период со ВМРО-ДПМНЕ, но јас не сакав ниту тогаш, ниту денес политичката сцена да ги претвориме нашите етнички заедници и тие да бидат неми гледачи за тоа да видат кој е поголем патриот, Зоран Заев, Али Ахмет или Никола Груевски. Јас ги избегнував оваа филозофија. Мене ме интересира во нашата држава да владее рационалната филозофија, ме интересира во нашата држава да доминира доброто разбирање, толеранцијата, диалогот. Ама гледате не функционира. Колку време имаше диалог со Пржино, па диалог, во смисла на тоа дека не донесе позитивна политичка клима. Не велам да одите во планина како што еднаш се заканивте. Несомнено. Работите отидоа толку далеку, така што диалогот траеше подолго од една година и не беа толку лесни преговорите, не беа лесни мега скандалите, ниту беа лесни судирите помеѓу страните. И во овој проблем не го инициираше ниту Али Ахмети, ниту пак Дуи. Ние се ставивме под опасност и ризикувавме нашиот авторитет, поголемиот број на луѓето во Дуи ми велеа дека ние треба да излеземе вон институциите. Многу аналисти, публицисти ми упатија јавен повик и ме навредија до баналности да се напуштат институциите. Навистина не опфати големо време со кое што ние ладнокрвно да ги анализираме ситуациите, доколку ние ќе ги напуштавме институциите, ние ќе добивме кредибилитет кај албанците, но земјата ќе одеше во надолна линија. И јас Али Ахмети одлучив, ги поставив интересите на државата пред интересите на Дуи. Јас Али Ахмети одлучив да не дувам кон огинот, туку страните да седнат и да преговарат и земјата да ја поставиме во вистински пат. Јас одлучив да ја платам цената, било тоа и да е да се осликува врз мојата личност, но земјата да не гори, затоа што во тој огин ке гореа сите луѓето, заедниците кои што живеат тука. Доколку би се убиле младите момчиња во Липково или Куманово, каде ќе беше совеста на Дуи, каде ќе се увидеше одговорноста на Али Ахмети. Јас одлучив во тој случај да ја платам цената, но да останеме во институциите и да започнеме со преговорите. И така тоа го постигнавме и подобро за нашата држава, вака како што стигнавме до оваа ситуација и сега народот ќе одлучи на 11 декември за тоа кој ќе добие и кој ќе биде представник, легитимен представник на граѓаните. Дали тоа значи кога сме кај дволичноста или двојните стандарди на Дуи, значи Дуи, кога станува збор за гласањето во Република, во законодавниот дом за заштитените сведоци, Дуи е една од политичките сили која што на големиот фанатизам ги почитуваше договорот, што вие го нарекувате како Пржински договор, јас го нарекувам како Скопски договор, затоа што договорот е постигнат во Скопје, не во Пржино.
близу до населбата Пржино. Ние фанатично го браневме тој договор. Иницијативата која што произлезе во парламентот да беше иницијатива од сите страни кои што го постигнаа тој договор, тоа се 4 политички партии кои што го постигнаа договорот, да се измени тој договор, се направат некои анекси, страните требаше да седнат и јас не можам да делувам во спротивност од договорот што беше веќе постигнат, кој што беше прифатен од сите страни. Значи, ДУИ силно го поддржува специјалното обвинителство, ја поддржува и нивната работа. Специјалното обвинителство треба професионално да ја врши својата работа. Специјалното обвинителство не треба да држи страни, туку треба да одлучува правично и финално да се заврши целата таа ситуација, тие скандали кои што се пројавија во нашата држава. Така што ДУИ воопшто не делуваше и не делува вон постигнатиот договор во Скопје. Она што може да се случи е, се го бараше и случајот Телеком. Токму во тој случај сте и вие обвинет за земање на мито. Го тужите господинот Богоевски за тоа, велите дека сте невин. Зошто според вас ве спомнува Богоевски? Сте му сгрешиле нешто? Велите невин сте, а тој ве спомнува и вели дека вие сте тој што земал мито од овој случај. Јас воопшто немам идеја, ниту знам некого, ниту го знам, значи не го знам предметот за Телеком, договорите како се постигнати. И јас не знам, господинот Богоевски, рековте така? Како стигнал до тој заклучок? Дека јас наводно сум имплициран во ова прашање. Поради таа причина, јас го тужев за клевета господинот Богоевски, затоа што јас ниту бев раководител на поштите, јас сум еден пратеник во парламентот на Република Македонија и јас сум председател на ДУИ. Значи, тоа воопшто не е поврзано ниту со договорите, ниту пак со меѓу држава, ниту со компаниите, доколку се најде. И јас упатувам повик за сите новинари и новинарството воопшто. За истражното новинарство нека истражуваат. Па да, истражуваат. Доколку јас, Али Ахмети, сум се занимавал со преговори или со некој бизнисмен или со некоја компанија од земјата или пак од меѓународно ниво. Значи јас сум водаш на ДУИ и јас не вршев некој Може ли да го извршни тврдите функции. тоа и за вашите најблиски соработници? Вице-премиери и останати, да и ваши десни раци, кога станува збор за Телеком. Апропо нашето истражување. Сигурно ви тврдам сигурно дека моите блиски соработници работеа со голема честност во оваа насока и за политички прашања, дневно политички прашања има и разни манипулации со клевети и така натаму. Но доколку постои некој во ДУИ кој што ја злоупотребува довербата, тоа го реков и порано, тогаш зошто постојат државните органи, обвинителството, полицијата, финансиската полиција. Јас би бил навистина поносен доколку државата ќе ми обезбеди аргументи дека некој од функционерите на ДУИ извршил некое злодело или валкана работа. Во тој случај не само јас, туку целата партија ќе се дистанцира од секоја личност која што врши таква злоупотреба на довербата. Пауза за реклами и одиме во завршница на овој интервју. Господин Ахмети, има неколку случаи од правна природа кои што зачудуваат, а сте биле во време тоа кога се случиле на власт. Еве, да ве потсетам, случајот Сопот се случи во ваше време, кога коалициравте со СДСМ, а од телефонските разговори видовме дека е монтиран случај. Знаевте дека е монтиран, дозволивте да биде монтиран?
Јас немав сознание дали случајот беше монтиран. Јас имав информации од моите луѓе, од моите пријатели во Куманово, во Ликово, дека тие луѓе се невини. Јас инсистирав и во тоа време разговарав со министерот за внатрешни работи, господинот Хари Костов. Јас исто така разговарав и со господинот Црвенковски, разговарав со господинот Бучковски, со кадрите, раководните кадри на државата со цел да се увиди правото и правичноста. Меѓутоа молчевте потоа. Мораше да ги слушнеме телефонските разговори за да дознаеме дека СОПот бил монтиран, иако вие сте претпоставувале такво нешто. Значи не се дават разговорите кои што ги водел Али Ахмети по телефон за овие прашања. Се дават моите разговори, приватни разговори кои што јас ги водив со пријатели така натаму, но разговорите кои што јас званично ги водев не се дават. Да се дадат тие разговори, се објават тие разговори со државните авторитети. Али Ахмети неќе водеше изборна кампања и таа кампања ќе се водеше од прислушкувањата што се правеа, што се водеа изминатите 15 години. Јас бев многу рационален во овие разговори по телефон, по средбите што ги имавме со господинот Црвенковски, господинот Хари Костов. Ние разговаравме без тензи, јас барав ослободување и правичност и правото да излезе на виделина. И на крај и тоа се случи. Значи во судот сведочеше и самиот авторитет од НАТО, амбасадорот кој што беше во тоа време господинот Бигман, и тоа се потврди и од некои други разговори кои што се водеа телефонски. Значи во тоа време сигурно полициските органи избрзале со цел да се образложат, оправдат пред високиот авторитет, пред НАТО, дека еве ги фативме, најпосле ги најдовме виновниците кои што ги монтира и ги поставија тие бомби. Но овој случај сметам дека е осветлен и дека е веќе заклучен од страна и привршува страна на органите. Заев изрази сумнеш и во случајот со Смилковско езеро. Тој имаше тврдење дека е монтиран, па инволвираност на разни политичари. Дали имате доверба и во пресудата на судот во врска со овој случај? Јас отворено ќе речам дека јас разговарав со авторитетите во државата, разговарав со господинот Груевски, исто така разговарав и со надлежните органи. Аргументите кои што се дават во случајот со од Смилковци, значи се неиздржливи аргументи, значи не постојат аргументи и докази од процесот кој што се одвиваше во судовите. И ние баравме овој процес да се повтори, овој процес да се аргументира издржливо, поради тоа што албанците треба да ја знаат вистината. Самите албанци, значи, овој акт го осудија силно. И навистина, ова е навистина трогателен случај, не само за семејствата. Дефинитивно и за двете страни е трогателен. Но и за сите граѓани во Република Македонија. Особено овој случај, значи со наголема жалост ја доживеа албанците затоа што имаше избрзани чекори дека наводно албанците го извршиле тоа дело. Меѓутоа, Ахмети, вие имавте министер за правда за цело време на процесот. Зошто ние сега еве во една предизборна кампања поставуваме прашања во време кога вие сте можели конкретно да делувате, можеби? Несомнено дека имаше работна група и во таа работна група беше и министерот за правда, беше поранешниот министер за правда, беше заменикот на премиерот и од другата страна беа авторитетите кои што државните авторитети. Исто така имаше органи и од судството. Ние
баравме, значи, издржливо. И не сакаме овој случај да се политизира ниту кај македонската заедница, ниту пак кај албанската заедница, за да се придобијат некои политички поени. Нас не интересира правото, правичноста, кој го изврши тоа злодело, кој го изврши тој злочин, аргументите кои што се доставуваат, тие аргументи се ниту се воопшто аргументи. Значи, доказите кои што се дават ниту воопшто не се ни докази кои што би не убедувале дека тие се актерите кои што го извршиле овој злочин. Верувате дека ЗАЕФ има SMS пораки во кои се вели дека ваши луѓе учествувале во тоа злодело? Тоест едно време велеше дека ќе објави SMS пораки во кои што ќе се види кој е учесникот, па потоа родителите на жртвите ве обвинија директно. Јас мислам дека овој случај не треба да се искористи за дневно-политички цели. Сите тие кои што имаат докази, располагаат со истите, нека ги пријават. Нас не интересира да се расветли вистината. Отворивме многу прашања од национален карактер, меѓутоа она што е и меѓуетнички, она што е показател, особено во анкетата што ја објави неодамна Телма, е дека луѓето не ги интересира веќе политика во таа смисла. Луѓето ги интересира дали се вработени, дали имаат пари, нивниот социјален статус. Дури 38% од луѓето велат дека приоритет им е нивниот социјален статус и нивните работни места. На маргините беа прашањата од национален карактер, зборувам од етнички карактер, јазик и сето останато. Од друга страна, и претходните политички кампањи овие ветуваат економски промени. Велите ќе се отворат економски зони, меѓутоа бројот на вработени албанци не се зголемува или ако се зголемува вештачки. Тие седат дома, примаат административна плата. Зошто? Јас мислам дека граѓаните имаат право затоа што тие барат економска добра состојба, затоа што тие се соочуваат да си го обезбедат залакот. Јас би рекол, значи најискрено ќе тврдам, за да постои некоја напредна економија, треба да имате стабилна држава. За да имате стабилна држава, треба да функционира безбедноста во земјата, мирот, етничките заедници, затоа што ние сме малку специфична земја, заедниците да имаат хармонија, целосна хармонија меѓусебна, да имаме добри односи со сите соседи, значи да се развие една издржлива политика, треба да имате и една добра и развојна економија, но да имате таква економија, треба да имате функционална држава во сите насоки кои што ги наспоменав. Ама уште колку години вие треба да сте во владата за да тоа се обезбеди да тргне економијата напред? Имате малку трпение да ме сослушате. 30 секунди ми се потребни. Значи, овој хаотичен мандат кој што беше, навистина има и унапредувања во полето на економијата. И јас поносно ќе им решам на сите граѓани, затоа што оваа тема ја почнавме и ја ставивме за накрај. Северозападната Македонија беше во опасните зони, во жолтите зони, затоа што немаше воопшто безбедно за инвестирање. Значи, се направи една волуминозна работа да се убедат не само домашните инвеститори, туку воглавном и тие од меѓународно ниво во овие делови дека доминира безбедноста и стабилноста. Во текот на една година во Северозападна Македонија се отворија 4 големни гиганти во Струга, Кичево и во Тетово. Значи, во текот на 4 месеци се отворени над 2000 работни нови места, кои што каде што се вработени во овие
гиганти што ги спомна во овој процес, значи една фабрика во текот за еден краток временски период е пред отварање, свечено отварање, значи ќе има во почетокот ќе има 200 вработени, идната година бројката може да се згориме до 1500 вработени. Значи сите овие економски гиганти започнаа со 500, 700 или 800 вработени и во континуитет во текот на идната година оваа бројка ќе се згорими до 1500 вработени во овие фабрики кои што се изградени и отворени. Значи во Република Македонија имаше инвестиции, но не треба да се заборави дека фактот дека ние треба да се сериозно да се ангажираме со цел да се изненадат решенија за овие теми, како што е прашањето за името, како што е проблемот со уредувањето на односите со соседите, исто така и меѓуетничките односи, тие треба да се унапредат уште повеќе, значи нашите заедници треба да се зближат уште повеќе, да им дадеме простор, да ги охрабриме. Јас сум длабоко заинтересиран за домашниот бизнис. Истиот треба да му се обезбедат бенефиции и поволни услови и поддршка, олеснувања, со цел тие да унапредат уште повеќе. Значи домашниот бизнис е иднината на оваа земја. Јас се среќавам. Мора да завршуваме 30 секунди, на политичар му се 3 минути. Така излезе. И на крај само ве молам еден кус одговор. Што ќе се случи доколку не може ниту една партија да направи влада? А клучот ќе биде во албанските партии. Дали би коалицирале со уште една албанска политичка партија за да има стабилна влада? Сега ќе го искористам времето, 30 секунди ќе ви одговорам, затоа што видов дека да ви дадам одговор 3 минути за првото прашање. Значи, ипотетички не сакам да преюдицирам, ќе го чекаме 11 декември, ќе го чекаме гласот на граѓаните на Република Македонија и после 11 декември поканете ме во вашето студио да ги коментираме резултатите и да коментираме доктрината, платформата на ДУИ, со која ќе може да ги излишиме ставовите за да изградиме идната влада. Значи до 11 декември ќе имам трпение и ќе ве молам и вас за трпение, да имаме добри избори, прифатливи избори за сите страни кои што учествуваат во овие избори. Изборите да не се негираат од ниту една од страните и сите да придонесеме за еден фер, без заплашувања, без насилство, еден демократски процес, затоа што на тој начин ќе ги почитуваме сите субјекти кои што ги представуваме и на тој начин ќе се унапредат и ќе се подобри имиџот на наша држава каде што живееме. Ова е држава за која што треба да се грижиме, за сите нас што живееме во истата. Ви благодарам многу за ова интервју. Ве држам за збор по 11 декември да ни одговорите што ќе се случува понатаму. Со задоволство. Ви благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Инаку за интервју поканати се и лидерот на ДПА Мендух Тачи, исто така лидерот на СДСМ Зоран Заев и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, па да видиме кој се ќе одговори на нашето барање упатено од нив да биде на оваа маса и да даде одговор пред изборите во недела. Благодарам за вниманието.